Изборно медиумско представување на Макфакс за кандидатот за градоначалник на општина Штип од коалицијата предводена од СДСМ Благој Бочварски. Господине Бочварски, добре дојдовте во студиото на Макфакс. Добро ве најдов. На самиот почеток, почитувани, само да потенцирам, односно да напомнам дека беше поканет и кандидатот од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН господинот Илчо Захариев, но поради технички причини го откажа присуството и секако наведе дека очекува да биде поканет во следните изданија на изборното представување. Господине Бочварски, уште 10 дена кампања, предизборен молкинг или потоа гласање, каков е вашиот првичен впечаток за овие 10 дена поминати кампања? Па вака, јас сум презадоволен од досегашната кампања и во делот на предкампањата имав одлични реакции од граѓаните. Анкетите покажуваат огромно расположение за промени во нашиот град, за промени за подобар живот, за промени за повеќе инфраструктура, квалитетна инфраструктура, за младост да внесеме малку во нашиот град и квалитетен живот. Така што целосно сум задоволен досега, посебно последните денови, односно од почетокот на кампањата, реакциите се одлични. На терен имаме одличен прием од граѓаните и убеден сум во голема, убедлива победа во првиот изборен круг на овие локални избори на 15 октомври. Ветувате нов живот за градот во вашата програма, секако и низ за проекти. Што прво ќе биде, што ќе го направите доколку ја добиете довербата од граѓаните за градоначалник? Штип има многу проблеми, меѓутоа еден од главните проблеми кои што секој наш граѓанин, сограѓанин на нашиот град го чувствува е сообраќајниот хаос. Тоа е проблем кој што не се решава со една одлука, со едно решение, со решение од денеска за утре. Тоа е решение кое што треба да го донесеме сите заедно. Ние како партија, како коалиција имаме одредени одлуки или решенија како треба да го решиме сообраќајниот хаос, но јас инсистирам на обсежна дебата и во првите 100 дена ќе ги вклучиме сите заинтересирани институции, сите засегнати страни во нашиот град, кои што ќе дадат свој придонес во донесување на ново сообраќајно решение кое што ќе го растерети сообраќајниот метеж во центарот на градот. Тоа е едно од клучните работи и јас ќе се зафатам со решавање на овој проблем. Во првите 100 дена ќе го донесеме решението, а потоа ќе се зафатиме со имплементација на тоа решение. Сообраќајниот хаос во шпицовите од денот во ударните термини е голем проблем, како што кажав. Например, имаме две еднонасочни улици кои што се движат по центарот на градот. Движењето е по еднонасочни, со една лента или една проточна лента во центарот на градот, другата лента се користи за паркирање, така што едната од тие улици води кон клиничкиот центар во Штип, кој што е клинички центар за цела Источна Македонија и не смееме да дозволиме таков пристап да има еден клинички центар, бидејќи во ударен термин кога има гужва во сообраќајот, болничко комбе не може да стигне, невозможно е брзо да стигне до клиничкиот центар. Така што ќе изнајдеме решение и паркирањето е еден од проблемите кои што ќе го вклучиме, например со решавање на проблемот преку изградба на двекатни гаражи. Јас веќе во претходниот период спомнав две локации каде би можеле да се изградат тие катни гаражи, меѓутоа повторно ќе кажам, тоа не се нашите конечни решенија. Ќе направиме дебата, ќе го слушнеме мислењето на експертите и на граѓаните, меѓутоа катна гаража мора да се изгради веднаш во Штип, првата, и да се бара локација за втората, која што исто така многу важна за да го растеретиме сообраќајниот хаос во градот. Имате ли информација во каква состојба е општинскиот буџет и каков општински буџет вие ќе направите? Општинскиот буџет или парите на граѓаните кои што треба да се трошат се толку колку што се. Наше ќе биде да ги распределиме на правилен начин. Јас не се согласувам нашиот град да се развива на начин кој што не нуди вистински развој. Не можеме со крпење на дупки, не можеме со 2 сантиметри асфалт, не можеме со замена на бехатон, коцки по тротоарите да најавуваме вистински развој за градот. Јас се плашам дека Штип стагнира во претходниот период и не смееме да дозволиме тоа така да остане. Мораме со вистински развој, со вистински проекти, капитални проекти, да ги насочиме сите пари. Меѓутоа, насочувањето на парите да биде транспарентно пред граѓаните на нашиот град, бидејќи тоа е најважната работа. Денеска граѓаните не знаат каде се трошат народните пари и затоа јас најавувам транспарентност, вклученост на граѓанскиот сектор, на невладените организации, Советот на општината, нормално опозицијата, сите заедно да донесеме граѓански буџет кој што ќе ги видиме сите засегнати страни каде се најпотребни средства и согласно тоа колку средства имаме да предвидиме
да ги распределиме рамномерно, правилно таму каде што е потребно. Нема да дозволам тоа што се случува досега да се затворат во 4 зида неколку луѓе од општината да носат буџет. Така не се работи. И затоа, например, еве спортот е еден од болките, клучна точка за нашиот град кој што е упропастен. И сите тврдат дека им требаат повеќе средства. Штип е град на боречките спортови, Штип е град на фудбалскиот клуб Брегалница, меѓутоа Брегалница не ја испадна од првата лига поради лошо работење. Боречките клубови кубурат со средства, со сали и така натаму, затоа ќе ги вклучам сите. Да видам каде се потребни средства, согласно тоа колку имаме средства, да ги насочиме на правилен начин. Во делот на капиталните инвестиции, ако има наредно прашање, ќе околу 150 евра месечини по глава на жител е во Штип бројката. Дали таа бројка е во суштина доволна и што ќе направите во таа смисла кога ќе дојдете на власт? Да. Можеме да дискутираме многу дали е доволна или не, меѓутоа јас ќе се фокусирам на тоа дека капиталните инвестиции не се доволни во претходниот период. Јас само еден податок имам дека во првите 6 месеци од оваа година имаме многу мал процент на реализација на капиталните инвестиции во градот, значи за 6 месеци има околу 31% реализација на капиталните инвестиции во градот. Така што буџетот исто така од продажбата на земјиштето не се полни добро. Само 7% мислам дека имаше полнење на буџетот од капиталните инвестиции за првите 6 месеци, што е премалку. Така што парите мораме, тие што ќе ги собереме пари да ги насочиме на прави места. Јас очекувам поддршка и од централната влада за изградба на крупни капитални проекти. Може ли да конкретизираме зашто конкретно да? Да, значи првиот наш проект е гасификација на градот Штип. И тоа е нешто капитално, тоа е нешто кое што ќе го оставиме и на идните генерации. Главната гасоводна линија поминува покрај Штип и продолжува за Неготино, така што ние можеме вака да стоиме уште 100 години и да ја гледаме главната гасоводна цевка како поминува покрај Штип. И тоа не е гасификација на Штип. Нашите противници тврдат дека го гасифицирале Штип, меѓутоа тоа не е гасификација. Ние како општина мораме да се насочиме да изградиме секундарна гасификациона мрежа во нашиот град. Тоа значи до секое домаќинство да имаме гасификација. Едно е важно дека преку гасификацијата ќе ги приклучиме локалните институции, школите, градинките, централните државните институции, домаќинствата и сите ќе имаат заштеда според анализите кои што ги имаме од 40 до 50% за загревање на домаќинствата, бидејќи Штип сега моментално се грее или на струја или на цврст то грејење, односно на дрва. Да. Така што јас верувам дека и од струјата имаме 40 до 50% поевтина ќе биде загревањето доколку е на газ, а од загревањето на дрва исто така за 20 до 30% ќе имаме поевтина цена доколку се приклучи едно домаќинство на гасификацијата. Така што јас ветувам во првите 4 години 20 км гасоводна мрежа во Штип и тоа ќе го оствариме со буџет од општина Штип и тоа е капитална работа за нашиот град. Крпењето на дупките, асфалтирањето и бехатон коцките ќе се тековна работа кој што ќе продолжиме да ги работиме. Вториот капитален проект кој што е многу важен за нашиот град и е децениска желба на Штипјани е брана на реката Отиња. Тоа е исто така крупен капитален проект за кој што ќе ни треба поддршка од централната влада и тој проект влезе во програмата на владата на Република Македонија како еден од приоритетите и ќе добиеме поддршка од централната влада за изградба на оваа брана. Штип е еден од градовите, од поголемите градови кои што во својата близина нема вештачко езеро, природно езеро или акумулација на вода, така што ова е момент сега да се зафатиме со изградба на крупен капитален проект на брана на реката Отиња. Според тие информации кои што ги имам, таа брана би чинела некаде, според едни информации, околу 3,5 до 4 милиони евра, според други проекти и проектирања е околу 5 милиони евра, како и да е. Штип има едни средства од самопридонес околу 1 милион евра кои што стоат на посебна сметка и ќе се обидеме тие да ги насочиме кон изградба на оваа брана и со поддршка на централната влада секако да изградиме еден капитален проект со кој што ќе се гордееме во наредниот период. И уште само еден проект сакам да спомнам, изградбата на аквапарк во градот е исто така еден проект кој што е долгорочен и кој што сакаме да го започнеме во една од најубавите зелени површини кои што се малку и кои што останаа во нашиот град. Нашите противници со новиот генерален урбанистички план кој што е во фаза на донесување сакаат да направат
стамбена зона на тој простор и да се изградат згради за стамбено домовање, кое што јас и мојата локална власт нема да го дозволиме. Тоа е местноста Суитлак и таа ќе остане таква каква што е со спортски содржини. Таму ќе изградиме затворен и отворен базен, таму ќе испроектираме пешачки патеки, велосипедски патеки, спортски содржини, се со цел да го задржиме и зеленилото и да го оставиме овој простор да биде спорт и рекреација и гордост за Штипје. Спомнавте изградба на стамбени комплекси, ајде околу генералниот урбанистички план и доповите во градот. Што предвидувате за ова прашање? На Штип му треба генерален урбанистички план, но со широка обсежна дебата, не генерален план кој што ќе се носи зад затворени врати, без никакви дебати. Јас сум спремен, бидејќи сум архитект по професија, дека знам дека тоа е најважниот сегмент за развој на еден град. Со здрав, квалитетен, генерален урбанистички план, градот може да тргне напред силно или може да почувствува одреден застој ако имаме лош генерален урбанистички план. Во која фаза е сега генералниот урбанистички план на Штип? Тоа е во фаза на одобрување, ми се чини дека е во Министерството за транспорт и врски, каде што треба да добие позитивно мислење и потоа се враќа назад во општината на гласање. Така што цела среќа што не е донесен, бидејќи доколку се донесе ваков каков што е тотално спорен и за нас е неприфатлив, така што по превземањето на локалната власт ќе направиме едно ревидирање на овој генерален урбанистички план. Развојот на градот, бизнис секторот, индустријата ќе ја шириме кон индустриската зона Север, индустриската зона Запад, каде што ќе направиме локации за изградба на фабрики за домашниот бизнис сектор. Кон патот кон Радовиш и Струмица имаме еден дел исто така за индустрија, кој што исто така ќе направиме, ќе придонесеме преку урбанизација да се развие и таму бизнис секторот. Стамбената зона ќе ја шириме од населбата Пребег кон Новосело преку изградба на една обиколница, која што исто така капитален проект и таму ќе го заживееме градот. Таму има простор за околу 8.000 жители во тој дел да се сместат и таму е вистинскиот развој во најголем дел на нашиот град. Инаку има и помали плацеви, помали зони кај што може да се изградат стамбени објекти низ нашиот град, меѓутоа генерално овде го гледаме идниот развој на станувањето во нашиот град. Кочеварски Штип нема прочистителна станица. Дали е тоа еден од вашите итни приоритети? Во делот во овој сегмент имаме многу размислувања, пречистителна станица нема, Штип ќе изгради пречистителна станица, тоа е крупен капитален проект кој што бара многу средства. Меѓутоа имаме и локација каде треба да се изгради и во наредниот период ќе направиме напори преку ИПА фондовите, преку средства од Европска унија да дојдеме, а за такви проекти имаме, ќе добиеме одобрување и ќе изградиме пречистителна станица во Штип која што ќе биде лоцирана некаде на кај 4-ти километар, како што знаат моите сограѓани, на патот кон Радовиш и Струмица. Таму е локацијата, таму е местото и тоа е капитален проект за секој поголем град во Република Македонија, кон тоа треба да се стремиме. Инаку во делот на водата и водоснабдувањето, во Штип има 3 населени места, тоа се населбата Балканска, селото Чердаклија и работната зона Македонка, која што се уште немаат чиста вода за пиење од градскиот водовод. Во првите 100 дена ветувам дека населбата Балканска ќе добие чиста вода за пиење и ќе продолжиме втора и трета фаза останатите 2 населени места да ги обезбедиме со чиста вода за пиење од градскиот водовод и, што е многу важно, најавуваме намалување на цената на водата за 10%. Тоа е реално остварлива работа. Јавното претпријатие ИСАР има многу непродуктивни трошења, таму ќе влеземе со ревизии, да направиме ревизии, да видиме како се трошеле досега народните пари, со рационално работење, со заштеда на средства, со втората наша мерка која што ќе ја воведеме, секој оној кој што рециклира, односно рециклира отпад од својот дом ќе добие исто така намалување на сметките за 10% за смет кој што ги добива, така што со една правилна работа ќе дојдеме до намалување на сметките и враќање на парите назад кон граѓаните, кое што е една клучна мерка кое што воведовме на централно ниво преку враќањето на ефтината тарифа на струја, преку укинувањето на радиодифузната такса и уште ред други мерки, така што ова е продолжение на централните политики на локално ниво, локалната самоуправа да придонесе кон намалување на сметките на граѓаните. Кажав за гасификацијата како ќе добиеме повеќе пари да останат дома во семејствата и се со цел парите да ги вратиме кај граѓаните.
Ајде околу невработеноста во градот, практично локалната самоуправа има ограничени ингеренции за ова прашање, меѓутоа сепак бројката на невработени во Штип, ако не се лажам според Државниот завод за статистика, е некаде 26-28%, што сепак е бројка. Што ќе направите за ова прашање? Точно е дека локалната самоуправа има ограничени можности за да го развива бизнис секторот, меѓутоа и не се тие недоволни можности. Преку урбанизацијата, како што кажав, ќе донесеме генерални урбанистички планови забрзано, за да можеме забрзано да предвидиме отворање на нови фабрики, нови работни места. Централната влада веќе има политики кои што ќе придонесат за покачување на минималните плати, за покачување на просечната плата. Секој оној кој што ќе вработи граѓанин кој што ќе зима пристојна плата, просечна плата, ќе добие субвенции од државата, меѓутоа општината може преку урбанизација, преку поволности кои што ќе ги донесе, да придонесе да го развие домашниот бизнис сектор пред се во нашата општина и поволностите кои што доаѓаат од централната влада секако да придонесеме да се вработат нашите граѓани. Штип е текстилен град, конфекциите се многу распространети и развиени. Со покачување на платите, јас верувам дека ќе се вработат уште повеќе луѓе, не само во текстилната индустрија, меѓутоа тоа е доминантно, но пред се ми е важно тие кои што ќе се вработат граѓани да земаат пристојни плати. За нас не е пристојна плата 8-9 илјади денари кои што ги земаат досега и затоа почна спиралата на покачувањето на платите. Со тоа ќе придонесеме граѓаните да тргнат со едни попристојни плати и да имаат попристоен животен стандард. Планирате ли поголема соработка со граѓанскиот сектор? Дел од нив реагираат во медиумите дека претходната локална самоуправа била малку повеќе затворена за нивните барања. Па така, јас имав веќе средби со невладиниот сектор, бев на некои дебати заедно со нив, се пожалија дека побарале и не добиле простори за користење на невладиниот сектор од општината. Тоа било нивното барање и нормално барање за комуникација со општината. Јас им ветив дека тоа е прашање кое што за мене банално и кое што веднаш мора да се обезбеди простор општината да излезе во пресред, бидејќи јас тие луѓе, тие организации не ги гледам како противници. И гледам како луѓе и организации кои што ќе помогнат во работата на општината, ќе дадат свој придонес. Треба да има возможни услови за работа, очекувам повратен бенефит да видам од нив. Средства ќе им обезбедиме исто така, еден дел колку што дозволува општината за функционирање, меѓутоа ќе сакам и да ги видам нивните проекти, преку кои проекти ќе бараат средства. Ако имаат издржани добри проекти, ќе добијат средства и поддршка од општината да работат, се со цел сите заедно да придонесеме нашиот град, нашата општина да се развива и да работи подобро во интерес на граѓаните. Кој добар проект еве на вашиот претходник би го продолжиле? Па вака, јас генерално не се согласувам, како што кажав, со проектите кои што сега се реализираат во однос на ситни зафати, крпење на дупки, асфалтирање на асфалт, без сега стручњаците го знаат тоа, без претходно гребење на асфалтот, па за да се замени со нов слој, без подигање на атмосферските канализации, на шахтите остануваат доле, ударните дупки со тоа се зголемуваат, некаде се покриваат шахтите и канализациите, атмосферските води немаат кај да отидат и тие проекти се оние кои што ги критикувам и кои што нема да дозволам да промашени во таа смисла, да продолжат. Ќе се работи квалитетно, стручно и тоа што ќе се изработи да остане за подолг еден временски период. Не може да се асфалтира улица за една сезона. Наредната сезона пак треба да се асфалтира. Тоа се без врска потрошени пари. Што се однесува до проекти кои што можам да кажам дека се добри, има еден мост на река Брегалница со мини обиколница која што сега се прави и тоа е наш проект кој што како јас како член на извршниот одбор тогаш на Социјалдемократскиот сојуз го предходните парламентарни избори го презентирав дека треба да биде еден од проектите на нашиот град, почна да се реализира, се работи. Има одредени пропусти тамо кои што се детали, не би сакал да ја оптеретувам дебатата. По влегувањето во општината ќе ја испитаме целата состојба во делот на оваа обиколница, но ќе го продолжиме овој проект и ќе ја доизградиме оваа обиколница да продолжи преку населбата Пребег се до Новосело и излез од Конструмица, како што кажав во претходниот период. Ќе има ли втор круг во Штип? Нема да има втор круг во Штип. Очекувам голема и убедлива победа на 15 октомври, со што Штип ќе добие вистински градоначалник, ќе добие младост, свежина. Штип како универзитетски град не смее да стои во место, мора брзо да се пренасочува кон промените и цврсто да граби напред, да биде вистински центар на Источна Македонија. Сосема за крај, зошто граѓаните треба да гласаат за Благој Бочварски?
затоа што нудам нешто поразлично од ова кое што се случува досега. Како што кажав, Штип не смее да стагнира, да стои во место. Штип е град кој што е универзитетски центар, инфраструктурен град кој што треба инфраструктурно да се развива, административен центар на Источна Македонија, не смее да стои во место, му требаат вистински проекти. Јас како иден градоначелник ќе направам се нашиот град да се развива по правилниот пат, не по патот на импровизациите, туку по патот на вистинскиот развој. Ќе направам се младите да ги задржиме овде, толку колку што ми дозволува ингеренциите на локалната самоуправа, ќе направам се Штип да се развива во правилна насока. Мочварски, ви благодарам за гостувањето во Макфакс и ви посакувам среќа на изборите. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ова беше интервјуто со Благој Бочварски, кандидат за градоначалник на општина Штип од коалицијата предводена од СДСМ.